Минатата недела, на 8 март, владата го потпиша договорот со Бехтел и Енка. За 1,3 милиарди евра, американско-турскиот конзорциум треба да гради делови од коридорите 8 и 10D. Развиваме инфраструктура која значи развој на економијата. Но за да има договор за потпишување, владата прво мораше да избере консултант. Првиот обид пропадна бидејќи испадна дека зад водечката фирма во избраниот конзорциум стои руски капитал и тоа блокиран поради санкции. Kjo kompani I kishte në bank ruse dhe nuk arriti dot të siguron garancën bankare. Вториот, на хартија успешен обид, заврши со избор на конзорциум предводен од италијанската ИРД Инженеринг. Призма, Алсатно и ВМРО од ДПМН објавуваа дека една од фирмите до неодамна имала негативни референции, дека газда на друга е гонет во Ерменија, дека трета добила лиценца за надзор, додека траел рокот за поднесување понуди на тендерот. Само ви молам да не лепите етикети. Тоа ми беше забелешката и претходно, затоа што ниту ние, ниту вие не сме истражни органи. Секој кој што има наоди може да ги представи тие во јавното обвинителство, вклучувајќи ја тука и опозицијата. Анализата на договорот што ја направи 360 степени покажува дека она што на јавности се представува како надзор од меѓународни експерти, всушност е само завеса зад која доминантно стојат домашни кадри. Овие листови се само дел од неколкуте стотици страници од договорот меѓу јавното претпријатие за државни патишта и конзорциумот предводен од ИРД Инженеринг. На тие страници се сите детали за тендерот кој чини 22,3 милиони евра без ДДВ. Пари што државата се согласи да ги плати за конзорциумот предводен од италијанската компанија. Прво, да договори сума за изградба на автопатите со изведувачот Бехтел и Енка, а потоа и да врши надзор над градбата. На тие страници, поединечно, се набројани имињата и на сите експерти кои што ќе учествуваат во надзорот, но и колку ќе чини нивната работа. Прво нешто што паѓа во очи е дека од 81 експерт кои што се на списокот, само 5 се странци. И тоа, 4 од нив потекнуваат од земји од соседството. Надворешни експерти се Паоло Орсини, Италија, кој е всушност директор на ИРД и потписник на договорот. Јасминка Чорда Трухар, адвокатка од Хрватска. Ангелина Живковиќ, градежна инженерка од Црнагора. Драган Костадинов, градежен инженер од Србија. Иван Павловиќ, градежен инженер од Србија. Најголем дел од странците пак се ангажирани пред се во правниот тим за преговори за цената на чинење на градбата. Но и теј ангажман е главно преку домашните компании во победничкиот конзорциум, поточно преку една од нив. Јасминка Чорда Трухар, адвокатка, е ангажирана со договор што го склучила со македонската фирма Electra Solutions. Сузана Пековиќ, родом од Струмица, адвокатка во канцеларијата на адвокатот Александар Тортевски од Скопје, исто така е ангажирана со договор со Electra Solutions. Иван Павловиќ, експерт за преговори, имплементација на договори, градежен инженер од Белград, исто така е човек на Electra Solutions во оваа приказна. Ангелина Живковиќ е единствената експертка во тимот за преговори која нема договор со Electra, туку со потписникот на договорот ИРД Инженеринг. Според документите, цената на услугата на овие лица е паушал од 300.000 евра по човек, односно вкупно за четворицата, државата ќе плати 1.200.000 евра. 900.000 евра од нив ќе поминат преку домашната Electra Solutions. Кога пак ќе се погледне збирот на сите ставки од понудата, се доаѓа до уште еден појасен показател дека ИРД, иако водечки на хартија, не е главен партнер во надзорот. Најголем дел од 22,3 милионскиот тендер одат кај Electra Solutions или подизведувачите што ги ангажирале. Тоа се околу 8,3 милиони евра. Втора по тежина е исто така македонската Евроконсалтинг на Бранислав Димитриевиќ, за кого има обвинение во Ерменија, а за чии услуги се наменети околу 7,1 милиони евра од тендерот. Од останатите пари, 4,1 милиони одат кај ИРД од Италија, додека услугите на локалната канцеларија на ИРД во Скопје ке чинат околу 2,4 милиони евра. За последниот партнер во конзорциумот, шпанско-кинеската Ептиса, се предвидени 400.000 евра. Делови од стариот пат од Велес кон Прилеп се рехабилитираат во моментов, но тие не се дел од трасите што ќе ги гради Бехтел и Енка. По таа делница, кај селото Долно Оризари, се наоѓа една важна точка за склучувањето на сделката.
Зад портите на комплексот на некогашната Нокатекст се регистрирани повеќе фирми. 3 од тие фирми се тесно поврзани со надзорот над Бехтел и ЕНКА. На ова место се наоѓа поддружница на Electra Solutions, фирмата преку која ќе поминат најмногу пари за надзорот над Бехтел и ЕНКА. Компанијата е во сопственост на Андон Ампов. Во истиот двор, барем на хартија, регистрирана е фирма со назив ИГХ. Тоа е поддружница на хрватската компанија со руски капитал, која не приложи банкарска гаранција за да го добие првиот, поништен тендер за надзор. Зад портата е и фирмата Институт за патишта. Таа беше доминантен партнер на несудениот хрватски, односно руски надзор на ИГХ. Газдата на Институт за патишта е Соти Рампов јуниор, брат на Андон Ампов, сопственикот на Electra Solutions. Или, во ист двор, се и фирмите што победија, но не успеа да достават банкарска гаранција на претходниот тендер. И најголемиот партнер во новиот победнички конзорциум, поврзани преку блиска семена врска. Многу локални коинциденции за надзор на историски проект, како што го најавува владата. Дека Electra Solutions нема искуство во вршење надзор, најгласна во обвинувањата беше опозицијската ВМРО ДПМН. Ова е лиценцата. Тврдеа дека оваа компанија извадила лиценца за надзор во период кога течал рокот за поднесување понуди на тендерот, на кој потоа ќе победи заедно со уште 3 фирми. 360 степени го провери ова тврдење. Не само што е точно дека Electra Solutions добила лиценца за време на тендерот, туку и барањето е поднесено 12 дена откако тендерот веќе бил распишан, а позитивниот одговор стигнал за помалку од 5 работни дена. Во однос на вашето прашање, ви информираме дека компанијата Electra Solutions поднела барање за издавање на лиценца А надзор на 27.9.2022 година. Истата лиценца е издадена на 3.10.2022 година. Како е можно фирма која немала ниту лиценца кога бил отворен тендерот, да влезе во конзорциум за надзор на најголемиот инфраструктурен проект во земјава? Ова беше едно од прашањата кои 360 степени ги постави на Electra Solutions. Оттаму ни одговорија. Во периодот од објавувањето на новата постапка за доделување на договорот за надзор 15.9.2022 година, веднаш бевме контактирани од 4 странски компании за заедничко учество на ново распишаниот тендер, поради што и се одлучивме да пристапиме кон обезбедување на потребната документација за евентуално наше здружување со некоја од нив и учество на тендерот во форма на конзорциум. Одлучивме да учествуваме на тендерот заедно со ИРД Инженеринг од Рим, Италија, а договорот за конзорциум го подпишавме на 5.10.2022 година, по добивањето на лиценца А за надзорот. Од Electra Solutions додаваат и дека фирмата не е без искуство, туку дека успешно работи веќе 21 година. Документите од Централниот регистар покажуваат дека тоа е точно, но дека во најголем дел од своето постоење компанијата за главна дејност имала производство на долна облека, па кратко давала услуги во врска со информатичка технологија пред да се вклучи во градежништвото. На нашето прашање, како е можно компанијата со најмалку искуство во дејноста во конзорциумот да добие најголем дел од работата, од Electra Solutions велат. Неточна е констатацијата дека Electra Solutions е компанија со најмалку искуство. Би повториле дека истата постои повеќе од 21 години и досега има учествувано на домашни и меѓународни тендери и успешно, квалитетно и навремено реализирала бројни договори за јавни набавки. Во однос на врските и уделите на секој од членовите на конзорциумот и подизведувачите, сакаме да укажеме дека Electra Solutions има склучено договори со фирми подизведувачи. Со склучените договори обезбедивме 100% ангажман на домашни експерти кои ќе стекнат референции надомест за нивниот ангажман во овој голем проект кој е на ниво на европските земји за ваква категорија на проектите. Во контекст на обвинувањата за блискост со премиерот или неговиот прв заменик, од Electra Solutions велат дека никој од потесното па и поширокото семејство нема партиска определба. Но договорот отвара и други прашања, особено за цените на услугите. Например, услугата за секој геометар ќе се наплаќа по околу 5600 евра месечно. Секој надзорен инженер ќе чини по 8 до 9000 евра месечно, додека месечниот трошок за главен надзорен инженер е 20.000 евра. Такви има четворица за секоја од 4 делници. Најскап е директорот на проектот, италијанецот Паоло Орсини, чиј ангажман ќе чини 27.000 евра месечно или вкупно 1,3 милиони евра во текот на целиот проект. Цените за услугите што ќе ги плати владата се чинат западноевропски.
Но зошто се такви, ако се знае дека кадарот е пред се македонски и нешто балкански?